Здраво на сите и добре дојдовте во уште едно ново видео. Темата на ова видео ќе биде патот до успехот. Имам три теми подготвено на кои што ќе зборувам, а тоа се пронаоѓањето на патот до успехот, што се случува за време на патот на успехот околу вас и на тој пат, и третата тема е како да останеш на патот, конкретно како да останеш мотивиран, да не ти падне таа мотивација која што си ја здобил на почетокот и да не скршнете од тој пат. Ајде да започнеме. Првата тема е пронаоѓањето на патот до успехот. Значи вака. За да го пронајдете вие патот до успехот, треба да правите се што вам, односно вас, ве исполнува. Ве задоволува, сте среќни од она што го правите, и да отфрлите се оно што не ве задоволува, не ве исполнува, ве прави несреќни. Тоа е многу битно. Друг начин исто така за пронаоѓање на патот до успехот може да биде и вметнувањето на нови навики во животот, во вашиот живот, да вметнете и нови искуства, да пробате нешто ново. Значи не она што моментално го правите, туку да додадете нешто на тоа, за да вашето време биде исполнето, односно вашиот живот биде исполнет со нови предизвици и други многу нови работи кои што не сте ги правеле претходно. Оваа прва тема беше кратка, поради тоа што е само пронаоѓање. Сега ќе идеме на втората, што е малку подолга. Што се случува за време на тоа додека вие одите кон патот на успехот околу вас и на патот? Има многу действија што се случуваат. Тоа се прво веќе кога сте одлучили вие да пронајдете, значи да го пронајдете патот, откако сте го нашле, одите по тој пат, многу мина ќе ви пречат едноставно да ги остварите вашите цели и да го пронајдете крајот, односно да дојдете до успехот. Исто така многу луѓе ќе нервирате поради вашите одлуки, успеси и било што да е, дури и најмалиот успех ќе го нервира некого. Тоа е нормално да знаете, само не треба да се откажувате поради некои други кои што вам ви пречат за да успеете да го пронајдете крајот на патот. Исто така многумина ќе ги изгубите како пријатели. Зашто? Затоа што има, например, сега кажувам, не опфаќам како целина него поединци, има што сакаат да бидат просечни. Немам ништо против оние луѓе кои што се сакаат да бидат просечни, да го живеат нормалниот живот како што и секој човек на планетата Земја го живее тој живот. Има луѓе кои што сакаат исто така да бидат над просекот. Што значи над просекот? Не значи дека да ги понижуваат другите кои што се во просекот, туку значи да направат нешто ново, да успеат во животот, да имаат можности кои што може да се ги дозволат, финансии и се друго. Обично секаде, посебно тука кај нас во Балканот, доколку сте под просекот или просечен, вас едноставно ве игнорираат, како да објаснам, не ви гледаат што како правите, меѓутоа кога гледаат дека малку ќе спеете, кога ќе бидете над просекот, многумина ќе им се појави љубомора, многумина ќе сакаат да го уништат оно што вие сакате да го направите или што веќе го имате направено, односно создадено. Но сепак вие немојте да се откажувате, строго држете се до вашите цели кои што сте ги замислиле, практикувајте го тоа секојдневно, додавајте нови навики, како што кажав во првата тема, и се друго ќе си дојде поред без да се грижите вие. И толку за оваа втора тема, иако може да се додадат и уште многу други работи, но не планирам овој видео да трае подолго од 10 минути. Ќе додадеме тие други кои што сме ги заставиле во следно некој друго видео. И се одиме на третото и последната тема, која што гласи како да останете на патот, односно како да не
ја изгубили таа мотивација која што сте стекнали или сте се добили на почетокот, кога сте се решили да тргнете по патот до успехот. Како да останеме до патот до успехот? Па едноставно е во неколку чекори. Прво, не ги слушате сите околу вас кои што ви кажуваат дека тоа не е добро, доколку го направите тоа може да загубите нешто сосема трето, а без ризик нема успех тоа да го запаметите. Второ, да бидете задоволни со она што го имате моментално и да си го цените се она што ќе го добиете во иднина, додека одите по патот на успехот. Трето, никогаш не ги прифаќате сериозно, односно не ставајте се на срце, што ќе ви кажат дека не сте добри, дека ова лошо ви спаднало, ова лошо изгледа. Сепак тоа не го прифаќајте. Вие трајте си по оно свое замисленото кое што сакате да го направите и држите се цврсто. А прифатете ги оние совите кои што вие мислите дека вам, односно на вас, ќе ви дадат, ќе ви донесат или придонесат успех и подобрување во она што го правите. Толку и за оваа трета тема. Се надам дека ви се допадна ова видео. Доколку ви се допадна, ставете лайк, долу не subscribe, коментирайте за уште повеќе видеа на оваа тема. И на каналот има PayPal донации. Донирайте во знак на поддршка исто така за развој на каналот, а ние се гледаме во следно видео. До тогаш поздрав!